Родителите на деца со пречки во развојот бараат потврдите со кои нивните деца се ослободени од плаќање на партиципација за лекување да имаат трајна важност. Тие се револтирани бидејќи, како што велат, по истекот на рокот на оваа потврда која важи само една година, потребно е да се обнови, а во спротивно ќе плаќаат партиципација. А за да извадат нова потврда, велат дека чекаат дури цел месец. У петок беме за Скопје, значи сите прегледи си ги платиме на приватно. Нема тражат ми потврда, јас немам потврда. У понеделник треба да одем на физикална терапија у Штипшо и там ми треба потврда. И за там немаме потврда. И сакам едно да напоменам, зашо да биде таа потврда со важност од една година? Јас сум и крводарителка, мојата потврда за над 10 пати е трајна, значи. А зашо на децата со посебни потреби? Веќе кои имат диагноза, моето дете е со Даунов синдром, значи таа диагноза нема да се смени ни за 10 години, ни за 15, ни за 20. Зашо само да бидеме подлегнати да одеме од врата на врата, да обновуваме потврди, да одеме на категоризации, значи тоа се е одење, се е шетање, малтретирање и за нас и за децата. Секојдневно одат од шалтер на шалтер, револтирани и изморени од постапките на надлежните. Велат дека службениците само ги препраќаат од институција во институција и никој не знае кој треба да ја издаде потврдата. Нашата потврда беше до 10-8 август и од таа дата веќе немаме никаква потврда. Отиде у Фондот за здравство. Таму ми кажаа дека они имат известување дека веќе потврдите ќе ги издавал Центарот за социјална работа. Од таму кога отиде и у Центарот за социјална работа, издадеа ми само оваа потврда како доказ дека ние примаме посебен додаток. И со оваа потврда отиде, помина случајно од аптеката. Викам, дали со оваа потврда ќе можеш да ми завршиш ти работа и јас да си земам лекови за детето. Вика, не, вика. На мене ми треба, вика, потврда што ќе биде наведено дека вие сте ослободени од партиципација. Наредниот ден отиде па у фондо и кажа на раководителката. Викам, значи на мене со оваа потврда не ми дават лекарства, а за 3-4 дена треба да одеме на преглед за Скопје. Покажа ми она на мене, у смисол каква треба да изгледа потврдата по-ново. И вика, јас ќе ти изфотокопирам, однеси си ја ти у Центар за социјална работа, нека ти издадат иста ваква. Во измените на Законот за управна постапка стои дека овие потврди веќе не ги издава Фондот за здравствено осигурување, туку надлежниот орган која води службената евиденција на корисници на постојана парична помош, деца со посебни потреби, крводарители и дарители на ткиво или орган.